Викендов беше пуштена во употреба новата училишна спортска сала за учениците од Општинското основно училиште Наум Охридски во скопското село Булачани, Газибаба. Конечно, после 61 година, ова училиште има спортска сала во која учениците ќе имаат поквалитетни услови за реализација на часовите по физичко и здравствено образование. Училишната сала е изградена по најсовремени стандарди на површина од 470 метри квадратни и истата може да се користи за различен тип на спортови, како што се кошарка, ракомет и одбојка. Изградени се и 200 облекувални со комплетна опрема, кабинет за наставниот кадар и просторија за складирање на спортски реквизити, сподели на социјалните мрежи градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Вкупната инвестиција за реализацијата на овој проект изнесува 29 милиони 680 илјади денари, средства обезбедени од буџетот на општина Газибаба. Градоначалникот на Киселавода Урце Ѓоргиевски заедно со премиерот Христијан Мицковски и заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски денес поставија камен темелник на нова градинка во населбата Расадник со капацитет за 120 деца. Со изградбата на оваа и завршувањето на објектот Верверичка и градинката во постстаница, чија изградба е во процес, Киселавода целосно ги затвора листите за чекање за упис во градинка, а ќе може да прими и деца од другите општини, велат од општината. Ке потсетам и дека од почетокот на мојот мандат со наследена листа на чекање со 450 деца. Во изминатите 3 години вложивме во отворање на 2 нови детски градинки и проширување на капацитетите и обновата на дури 7 други објекти. Со тоа во Киселавода сега за упис чекаат само околу 40 деца, напиша Ѓоргиевски на социјалните мрежи. Новата детска градинка на површина од 800 метри квадратни ќе има капацитет за згрижување на 120 деца. Проектот е во вредност од близу 35 милиони денари. Премиерот Христијан Мицковски истакна дека продолжуваат со инвестирање на целата територија на државата. Она што е важно е дека мораат граѓаните да се чувствуваат комотни, да ја вратиме надежта и она што е многу важно, да покажеме дека нема веќе да работиме по принципот како досега, туку со иновативни методи ќе си ја развиваме татковината. Тоа е она што ние како влада имаме намера да го правиме, порача Мицковски. Општина Центар информира дека 1500 пензионери досега се имаат пријавено на јавниот повик за доделување еднократна парична помош во висина од 2500 денари за пензионери со старосна, семејна, инвалидска или социјална пензија не повисока од 23.758 денари. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски потенцира дека јавниот повик кој што се имплементира 3-та година поред се одвива по принципот прв дојден, прв услужен, се до исцрпување на средствата предвидени за оваа намена. Ги повикувам сите пензионери од општина Центар кои ги исполнуваат условите да се пријават на повикот со паричната помош. Помагаме во семејните трошоци во пресрет на новогодишните празници, истакна градоначалникот Герасимовски. Јавниот повик трае до 29 ноември, односно додека финансиските средства предвидени за оваа намена не се исцрпат. Заинтересираните граѓани треба да достават барање за доделување финансиска поддршка на пензионери во социјален ризик, копија од лична карта, копија од трансакцијска сметка за корисниците на старосна, семејна или инвалидска пензија, доказ од последна примена, а за корисници на социјална пензија потврда или решение издадено од надлежниот центар за социјална работа. Барањето е достапно во архива на општина Центар во Скопје, барака 6 и на веб страната на општината. Потребната документација пензионерите можат да ја достават секој работен ден од 9 до 14 часот, информираат од општина Центар. Урбаниот транспорт е еден од главните фактори за аерозагадувањето, затоа утре 6 електрични автобуси ќе бидат донирани на градот Скопје, односно на јавното сообраќајно предпријатие. Додека пред одлука сме владата да купи 100 до 120 електрични автобуси кои што потоа ќе бидат донирани на јавниот транспорт по општините. Најави денеска првиот вице-премиер и министер за животна средина и просторно планирање Изет Меджити. Меджити, како што нагласи, сакал повеќе да се занимава со причините отколку со последиците за загадениот воздух. Главен фактор е тоа што индивидуалните домувања се греат на се и се што. Не по нивна вина, туку дека досега не сме им овозможиле. Во овој дел сакаме да го вратиме проектот за гасификација и да го тераме до крај. Тоа ќе биде прво што ќе придонесе за намалување на загадувањето.
второ да го субвенционираме централното грејење, односно луѓето да почнат да се враќаат на централното грејење, бидејќи тоа е уште почисто од гасификацијата, нагласи министерот за животна средина. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 18 до 24 ноември 2024 година со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 206 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, велат од Паркинзи на општина Центар. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар секојдневно водат грижа за да го доведат во ред сообраќајниот хаос настанат од непрописно паркираните возила на територијата на општина Центар. Потсетуваме на почитување на сообраќајните правила од страна на секој учесник во сообраќајот со цел одржување на ред и безбедност на улиците, се вели во соопштението. Во текот на изминатиот викенд, екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје подигнале и транспортирале приближно 60 кубни метри отпад од неколку диви депонии лоцирани во скопските општини Ѓорче Петров, Карпош и Чаир. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје започна со отстранување на обемна дива депонија, лоцирана на улицата Лука Геров во општината Ѓорче Петров. Депонијата е составена од мешан, комунален, кабаст и градежен отпад, а екипите на предпријатието и во текот на денешниот ден ќе ги продолжат активностите за целосно расчистување на непрописно одложениот отпад. Во општина Карпош се подигнати околу 7 кубни метри градежен отпад, одложен на јавна површина на улицата Прашка. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје викендов интервенирало и во скопската општина Чаир, каде што се отстранети повеќе диви депонии, лоцирани на улиците Вуковарска и Џон Кенеди, во непосредна близина на детската градинка Снежана и основното општинско училиште Васил Главинов, се вели во соопштението од Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно